се враќаме во студиото, како што најавивме. Тука е професорот Атанас Козарев, со него ќе разговараме за функционирањето на правосудниот систем, за правото и правдата, за борбата против корупцијата. Господине Козарев, добро дојавте. Добре ве најдов, благодарам на поканата и многу ми е драго што имаме можност после успешната соработка изминатите години и оваа година да ја продолжиме. Се надевам на некои теми кои што, како што рече претходниот соговорник, господинот Митко Јанчев, нема да предизвикаме негативни вести, негативни информации или труење на јавност, иако некојаш реалноста е многу сурова, не е баш така розова како што некој би сакал да ја гледа, меѓутоа со цел на позитивна критика, позитивен став, позитивен однос кон појавите и процесите во нашето општество, како на еден начин би придонеле да тие се подобрат. Нито една реченица изговорена досега во нашето студио не била против некоја личност, ниту пак против некоја институција, туку сето тоа било во функција на јакнење на демократските капацитети на нашите институции. Се надам дека 2025 година ќе биде година кога овие демократски процеси навистина ќе го доживеат својот процут и ќе придонесат граѓаните да ја почестуваат демократијата и вредностите на демократијата на начин на кој што тој го заслужуваат. Се разбира, конструктивната критика оди секогаш во тој правец за опште добро, за подобрување на состојбите. Ке зборуваме, како што кажав, за се оно што се случува во правосудниот систем, за правото и правдата. Па така, министрот Игор Филков, вчера во интервју за медиумите, вели дека се подготвуваат брзи промени на кривичниот законет во поглед на враќање на оние казнени одредби за оние точки во кривичниот закон за кои имаше најмногу бранувања во јавноста од изминатиот владен состав, кога се намалија казните за одредени кривични дела, пресе за злоупотреба на службена положба и овластувања. Сега министрот Филков дека се планираат брзи измени за тие да се вратат, претпоставам, на друго ниво, ќе видиме на кое, а сето тоа вели пред подготовка на целосно нов кривичен законник. Па еве прво за ова коментар. Да, ја го прочитав интервјуто на почитуваниот министер Филков, кој што навистина се труди да внесе една нова ситуација, да нов ветер во делот на правосудството, кој што е во контекст, баш како што тој напоменува, во согласно со идеите и ставовите на нашите стратешки партнери. Измените на кривичниот законник, независно дали се брзи, кратки, моментални и така натаму, се сериозна работа. Доколку навистина идејата е да се имплементираат, односно се вратат поранешните законски решенија од член 353 од кривичниот законник, кој што се однесува на кривичното дело злоупотреба на службена положба и властување во делот на застарувањето и така натаму, а имајќи во предвид дека имаме и сериозни забелешки од меѓународниот фактор за ова настаната состојба, јас ги поздравувам овие чекори на Министерството за правда и навистина сметам дека потребно е, иако се работи за брзи измени, сепак да се скенираат состојбите. Затоа што ако се вратиме назад, ќе видиме дека овие измени исто така на брз начин се воведоа. Јавноста, академската заедница, правосудниот систем нема доволно време ниту да реагира. Тоа беа исто така брзи, кратки реакции, претежно критики, негативни критики на тогашното постоечко решение, кое што функционира известен број на години и кое што практично доведе до тоа да одредени кривични дела застаруваат, понатаму одредени кривични дела заради настанатата промена да го изгубат нивната позиција од кривични дела против организираниот криминал, па да преминат кај кривични дела кои што се поврзани со судење кај кривичниот суд од основна надлежност и така натаму. Сето тоа мора да се направи на начин на кој што претходно би имало одредена анализа. Да се вклучат експертите. Сакате да кажете дека брзи измени никогаш не се добри? Не се добри брзите измени, ниту пак брзите реформи. Дотолку повеќе што оваа измена ќе биде вовед во измените на кривичниот законник кој што постојат досега. Знаете, ниеден закон сметам дека досега не е толку менуван како што е кривичниот законник и законот за кривична постапка. Замислете во каква практична ситуација се наоѓаат судиите, обвинителите, адвокатите,
правобранителите и така натаму. Имаше еден период кога предметите беа распоредувани студење по стар кривичен закон, студење по нов кривичен закон. Јас не знам дали овој процес е завршен. Меѓутоа, како и да е, гледаме дека било каква измена, и радикална, или пак кратка, брза измена, може да предизвика широки импликации во текот на практиката, односно во текот на кривичната постапка. Последниот кривичен закон за кривична постапка, би рекол, се донесе во 2010 година и понатаму имаме неколку измени на тој закон за кривична постапка. Меѓутоа, се уште се подготвува, сметам, и нов закон за кривична постапка, меѓутоа се уште не е направена или пак не е видлива за јавноста, транспарентно определена анализа која што сериозно ќе ги детектира пукнатините на системот на кривичната постапка. За да можеме ние понатаму да градиме систем во кој што јавноста ќе има доверба. Може би и тоа што процентот на недоверба на граѓаните во правосудството во текот на судењето се должи и на тие брзи и неколкократни измени и на кривичниот закон и на закон за кривична постапка и граѓаните како странки во кривичната постапка, независно во која форма, навистина ги чувствуваат сите проблеми кои што се појавуваат од имплементацијата на определени законски решенија. Не е проблем да се воведе некое европско или законско решение кое што постои во некоја развиена демократија. Меѓутоа, ние мораме да имаме во предвид дека секој законско решение мора се прилагоди кон нашиот менталитет, кон државната политика на гонење на криминал, затоа што секоја влада си има своја политика кој криминал ќе го гони. Така да одредни решенија кои што се превземени кај нас со цел да се хармонизира, апроксимизира, односно согласи нашиот правен поредок со европскиот, кај нас изгледат како карикатура. Треба подолг временски период за да може тие решенија навистина да заживеат во практиката и навистина да обезбедат брза правда и правичност за која што ние се бориме. Некогаш имаме решенија, но не се имплементираат исто така, тоа е исто голем проблем. Ќе видиме каков ќе биде предлогот на новиот кривичен закон и кога ќе биде готов целиот предлог. Во однос на другите случувања, судскиот совет, таму добивме нов претседател на судски совет, да видиме како ќе функционира, нели таму имаше доста аномалии во минатото и од функционирањето на судскиот совет прилично зависи и функционирањето на правосудниот систем понатаму, особено во делот на судиите, на нивното назначување, на нивното однесување, на нивното поведение и така натаму. Имавме таму некои моменти кои беа, например, случајот со апелациониот судија кој требаше да биде сменет, но на крај заврши со дисциплинска постапка. Вие во минатото тоа на некој начин го коментиравте. Што се случи со тој случај? Да, бидејќи го спомнавте судскиот совет, прво да почнеме од изворот како се вели. Значи, судскиот совет согласно нашиот устав е самостоен и независен орган. Како дел од правосудството, меѓутоа тој не е судски орган, тој не пресудува. Затоа судскиот совет има одредена своја автономија, која што го гарантира неговиот мандат, односно мандатот на членовите на судскиот совет. Во однос на предметниот настан за кој што вие зборувате за постапката за одговорност на апелациониот судија, би сакал да кажам дека ова постапка се водеше во рамките на функционирањето на претходната власт и навистина имаше доста медиумски одек во јавноста, така да беше доста следена. Дури понекогаш кога некои информации настани со таков жесток интензитет се перципираат или се представуваат, сметам дека тоа дури преминува и одреден линч. Затоа што не е само тој судија, не е само тој настан и така натаму, меѓутоа нашата јавност понекогаш ненамерно се доведе во ситуација да следи настани кои што навистина прикажуваат определени состојби, меѓутоа влијат врз нивната перцепција и затоа понатаму велиме довербата во судството е 2%. Јас ви гарантирам дека постојат многу честни судии, исполнителни судии, исполнителни јавни обвинители. Меѓутоа,
за мене неприфатливо кога заради еден кейс стади, заради еден случај, ние ќе донесеме глобална оценка за целото правосудство во нашата држава. Она што би сакал да кажам во овој Добро, случај, оценката веројатно е во ние 2% доверба која имале. Да, 2% доверба, меѓутоа врз база на јавно креирано мислење, иако можеме да знаеме дека туку има суди, најголем број на суди кои што судат денеска се од 2006 година. Не се од минатата година. Во однос на предметниот случај и за потекнување прашање за одговорност на судијата од Апелациониот суд во Скопје, како дојде до таа постапка? Дојде поради јавните информации дека е застарен предметот за кривичен прогон за еден поранешен функционер. А за предметот Таргет Тврдина? Таргет Тврдина, точно. И јавноста беше информирана, експертите почна да дебатираат и така натаму. Судскиот совет оформи комисија која што ја оценуваше работата на предметниот судија апелационен, кој што пак во тој период дури беше кандидат и за врховен судија. Голема храброст беше според мене на тогашниот судија известител, кој што успеа во еден таков амбиент, ви кажувам, да ја иницира таа постапка и да не доведе постапката дури и во краен епилог за пирање на постапката. Тоа е голема храброст на таа комисија која што ја го покрена прашањето за одговорност заради нестручно и несовесно работење. Имено Законот за судовите точно предвидува, а и Законот за судскиот совет нормира дека функцијата на судијата може да му престане заради потешка повреда на дисциплината, заради која што тој е недостоен за да ја врши својата функција, поради нестручно и несовесно работење на конкретниот судија. Тоа се двата основи за разрешување на судија. Сето друго е понатаму дисциплинска повреда за која што следат дисциплински мерки. Во делот на нестручното и несовесно работење на било кој судија, постојат неколку таксативно наброени точки заради кои што еден судија може да биде разрешен. Меѓу нив е и одредбата според која судијата може да биде разрешен заради незакажување на рочиста за предметот за кој што му е доверен, заради што се доаѓа до застарување на кривичниот прогон или застарување на кривичната санкција. Според мене, тоа е основа за разрешување на еден судија. Во конкретниот случај, според практиката на работењето на судскиот совет, кој што во рамките на постоечкиот закон за судски совет, кој според мене е катастрофален, при гласањето за одговорноста на судијата и на дисциплинската мерка се тргнало од најниската кон најстрогата дисциплинска мерка, односно казна. Тука имаме опомена, укор и парична казна од 15 до 30%, со тоа што доколку судијата е парично казнет, го губи правото да аплицира или да биде избран за повисок суд, односно за Врховниот суд. За сето тоа се потребни гласови од страна на членовите на судскиот совет. Со 7 гласа судскиот совет може да ја запре постапката. Кога тој веќе според извештајот на комисијата, но комисијата треба да знаеме дека не констатира одговорност, туку таа констатира само фактичка состојба. Кога тие со 7 гласа не изгласале запирање на постапката, понатаму се оди на следно гласање, разрешување поради нестручно и несовесно работење. Зашто се потребни 8 гласа? Не се изгласани 8 гласа и веќе се оди на следното гласање, каде што доколку не е утврдена основа за разрешување, се гласа за дисциплинска повреда и судијата добива дисциплинска мерка, парична казна и со тоа неможност да биде избран во повисокиот суд. Така е завршена ова постапка, прашањето на гласањето на членовите во судскиот совет така е поставено во Законот за судски совет и сметам дека тоа треба во рамките на реформата и измените, дополнувањата на Законот за судскиот совет, дека ова прашање треба да доживее радикална измена, затоа што точно во Законот за судски совет е наведено дека дисциплинска повреда на судијата представува полесна повреда на јавниот ред и мир или полесни облици на недолично однесување, понатаму неносење на тога, повреда на правилата за отсуство од работа,
непосетување на обуки и тука секако е наведено и неизвршување на менторската функција на судијата и така натаму. Според мене, системот на наградување и наказнување на судиите мора да биде реформиран, мора да биде подигнат на повисоко ниво и работната група која што ќе го прави тој закон и тие измени и дополнувања мора точно да прецизира што значи одговорност на судија за потешка дисциплинска повреда или заради несовесно и нестручно работење, заради што апсолутно следува разрешување, а што дисциплинска повреда или повреда од полесен вид. Затоа што одредбата за нестручно и несовесно работење на еден судија подразбира два елементи. Тоа се поврзува со елементот квалитет во неговата работа и елементот ажурност во работата на судијата. Според тоа, ова прашање е решено на начин на кој што така е регулиран во самиот закон за судски совет, меѓутоа мене ме чуди како после толку години не се утврдила потребата од нов модел на водење на постапка за одговорност на еден судија. Значи, вие мислите дека судијата Беџети во овој случај требало да биде разрешен? Според мое мислење, да, меѓутоа според практиката на работење на судскиот совет, како тие гласаат таму, според мене тоа гласање, 7 гласа, 8 гласа, мора да се стави во некоја законска рамка, во која што не може да биде дискрециона одлука на еден член на судски совет дали да гласа и како ќе гласа, ако во закон е пропишано дека за едно дејство на судијата, кое што е од многу потежок вид, кај што според закон се бара умисла, небрежност или некоја потешка штета, да тие членови судски совет гласат на начин на кој што дискреционно тие сметат дека можат да го дадат својот глас. Добро, судијата Беџети заедно со поранешниот вице-премиер Артан Груби се најдоа на американската црна листа и во овој случај, за разлика од некои други случаи, видовме едно, ајде да речеме, експресно реагирање на обвинителството, особено во случајот со Артан Груби, кој сега, според надлежните, е надвор од државата, по него е распишана и потерница. Како гледате сега на ова? Дали ова експресно, ајде да речеме, реагирање на институциите сепак покажува една доза повторна политизација на случајот, или мислите дека сега органите го прават тоа што требале да го направат и со изминатите случаи кога биле ставани луѓе на црната листа? Прво, тука би сакал повторно да потенцирам дека ставањето на црната листа е една работа. Има повеќе државјани на нашата држава кои што се ставени на таа црна листа, меѓутоа за нив не сме сретнале таков линч, таков медиумски настап и така натаму. Имаме граѓани, државјани Република Македонија кои што се ставени на таа црна листа, меѓутоа се дел од парламентот, се успешни бизнисмени и така натаму, организираат настани во нашата држава со меѓународно значење. И сето тоа ме доведува прашање што е проблемот што сега толку се експонира тој случај. Веројатно едниот елемент е засиленото темпо на новата влада за борба против корупцијата. Новата влада мора да испорачи резултати, независно за кого се работи, за борба против корупцијата. Имаме доста актуелни случаеви кои што се во обвинителството, за кои што јавноста делумно е запозната преку вас, преку медиумите. Меѓутоа, сметам дека сето ова што се случува во овој момент е резултат на насоченоста, фокусираноста на владата да испорача резултат за борба против корупцијата, а не да имаме случаеви на борба против корупција кои што ќе се обзнанат јавно, па после долги години на водење и на истрага и на судење имаме на крајот ослободителни пресуди или одбивателна пресуда за лицето кое што е обвинето. При тоа ние или застарување на кривично. Ние како граѓани сметаме дека човековите слобода и права се приоритет во општеството, дека тие мора се почитуваат, дека јавните обвинители мора да размислат да го тргнат од себе влијанието од било кој вид политичко, партиско и така натаму, затоа што еве конкретен случај со ослободителната пресуда на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска е доволен доказ за одредени
сомневање за сомнежи дека може би целокупната постапка, па веројатно имало и притвори во тој предмет, биле со цел да се прикаже во јавноста дека ете имаме ние некој функционер кој што го гониме кривично, меѓутоа не може сега на крајот обвинител да каже еве доказите на обвинителството не се доволни за едноставно за обезбедување на судителна пресуда. Тоа се човечки судбини. Значи без разлика за кого се работи. Ние мораме судиите обвинителите да ги мотивираме, да го јакнат својот интегритет, да бидат со огромна доза на доверба преку одлуките кои што ги носат, а не да бидеме во ситуација кога, например, обвинител ќе каже јас се консултирам, тоа од порано, не од сега, со премиерот каква казна да побарам за тој и тој предмет. Тие случаи треба буквално да исчезнат од нашето правосудство. И на тој начин ние ќе обезбедиме доверба во судството. Она што морам да го потенцирам во овој момент е почитувањето на презумпцијата на невиност. Имаме случаи за кои се води и истрага, и гледам веќе за некои случаеви, имаме и обвинителни акти, меѓутоа граѓаните беа поштедени, беа заштитени од овие спектакуларности кога медиумите беа пред судовите, пред да се донесат лицата кои што беа притворени. За мене тоа е многу позитивна оценка во овој момент, затоа што на крајот исходот на постапката никој не го знае. А имаме човечки судбини и ова навистина што го вети владата дека нема да дозволи спектакуларни апсења, нема да се слонува многу на притворите со цел да се прикаже одредена репресивност, туку многу поголема чест и задоволство ќе биде да се утврди со правосилна пресуда дека има некој сторено кривично дело и за тоа е соодветно казнет. Добро, за волја на вистината, тој тренд на прекинување на тие спектакуларни апсења е почнати од минатата влада, кои исто така кажаа дека нема да го прават тоа. Оваа влада продолжи и они кажаа дека нема да се ослонуваат на таков начин на функционирање, нешто што беше знак на владата која раководеше Никола Груевски, да речеме. Тоа веќе не се прави и да, за поздравување во секој случај. Во однос на црната листа сакам да прашам нешто друго. Колку е апсурдно за државата и колку е поразително за судско-обвинителскиот систем што друга држава, наш стратешки партнер, но сепак е странска држава, става наши граѓани на црва листа и вели дека тие се ставани поради корупција која ја направиле во земјава и дека ставањето на таа црна листа е врз база на докази кои тие ги имаат, а нашите правосудни органи не прават ништо по тоа. Прашање. Нашите правосудни органи не прават ништо по тоа прашање додека тоа лице е на функција и додека неговата политичка партија е во власт, односно во владата. До тој момент не прават ништо. Многу ретко има случаеви кога за определен функционер додека е на функција, додека е во влада, додека неговата политичка партија е дел од парламентот, да биде изложен на кривичен прогон. Тоа зборува многу за партиското и политичкото влијание врз јавно-обвинителскиот систем, односно врз правосудниот систем во нашата држава. Кога овие окови ќе се тргнат на тоа политичко партиско влијание, кога обвинителите многу повеќе подопрен глас би делувале, меѓутоа не би биле кочени од нивните предпоставени, затоа што верувате дека обвинителството е систем, орган, каде што постои хиерархија, субординација и така натаму, обвинителот реферира на својот предпоставен, па може лесно да биде деградиран и така натаму. Јас немам некои такви конкретни случаи, меѓутоа практиката покажува дека сите овие случаи за кои што вие напоменувате за гонење, сето тоа можам да ги подведам под една рубрика гонење на актуелни, кривичен прогон на актуелни функционери на власт. Треба да помине време, рано е уште 6 месеци од новата влада, да видиме како новата влада ќе ги третира функционерите кои што ќе се доведат во ситуација да го прекршат законот заради некои лични интереси и така натаму.
Затоа, според мене, најдобар доказ за политичко и партиско влијание врз работењето не само на полицијата, на судството, на обвинителството, кои на сите други органи е моќта која што ја имаат додека тие лица се на функција. Кога тие лица понатаму не се функционери, едноставно многу лесно стануваат мета на кривичниот прогон, затоа што ви кажав и на почетокот дека секоја влада има своја државна политика кој криминал ќе го гони. Добро, но како да се отргнеме од таа позиција? Значи како да создадеме обвинителство кое е навистина независно, кое ќе функционира без притисоци од актуелната власт, која и да е таа власт, и потоа како тоа ќе се прелее врз судството. Како да дојдеме до тој момент, бидејќи очигледно е дека се вртиме во круг и тоа со децении и цело време еве ова вие што го кажувате, го потенцираат експертите, но никако да излеземе од нагепсаниот круг. Да, тоа е еден лавиринт кој што со тек на време ќе исчезне. Сметам дека обвинителите се повеќе вложуваат во својата обука. Тука ќе го поздравам действувањето на Сдруженијето на јавните обвинители на Република Северна Македонија, кој што навистина вложува во јакнење на капацитетите на јавно-обвинителската функција. Секако потребна е таа независност да биде обезбедена и преку добра финансиска сатисфакција и во судството и обвинителството. Знаете дека за судството се издвојува потребно за нормално функционирање, мислам за судскиот совет беше 0,8%, меѓутоа мината година тој процент изнесува 0,2% и мислам дека финансиите се тие кои што најмногу можат да ја гарантират независноста на јавните обвинители, на полицијата и на судовите. Во борба не може јавен обвинител кој што зема плата 1000 евра да гони криминал од 8 милиона евра а да не биде соодветно награден за таа своја работа. Значи, според мене, тие мора се држат до законот. Основен, единствен принцип е владењето на правото, но владење на правото, според мојата формула, поврзано со и подобрата финанска кондиција, подобрата финанска состојба на оние од кои што очекуваме огромни резултати. Ние бараме да се открие криминал кој што е, например, кој што има вредност од 20, 30, 50, 100 милиона евра. Дали ги знаете вие капацитетите и на обвинителството и на судството? Дали знаете дека во однос на стручниот кадар 50% се преполовени судовите? Еве видите го веб-сајтот на Основниот суд во Крушево. Има председател и судија, односно председателот е и председател е и судија. Деташиран од некој друг суд. Само еден судија има кој што исто време е председател. А според законот за судовите и судскиот совет, председателот на судот е тој кој што е должен да ја следи работата на судиите и доколку забележи дека некоја повреда, потешка, полесна или несовесно или нестручно работење, за тоа веднаш да го извести судскиот совет. Кого ќе извести председателот на судот во Крушево кога тој си е и судија и председател? Значи, си ја следи сам својата работа. Сам си ја следи, да. И тоа си стои. Значи, потребна е квалитетна анализа на состојбите. Колку судии се потребни за да може судството да биде ефективно. Ние не можеме да бараме резултати, а со тоа и да ја подигнеме довербата кај граѓаните за институција која што едва и функционира. Земете го судот во Радовиш. Еден председател, еден судија. Деташиран од некаде. Исто така во делот на оценувањето на судиите. Судскиот совет е тој што ги оценува судиите. И има ранг листа од прв до последен. Ако се 10, например, од 1 до 10. Ретко, тоа е природна реткост, првиот да биде избран за судија. Се сеќавам на времето кога се бираше председател на Висшиот управен суд во Скопје, првата судика со најмногу број на поени, најдобро оцената од тој судски совет, не е изгласана тој судски совет за председател на Висшиот управен суд. Тука изгласана шестата судика, односно судијата која што конкурирала, а според број на поени шеста далеко зад првата. Тоа се проблеми кои што навистина судскиот совет мора да ги решава и тој мора да прави анализи.
затоа што се почесто се постава прашањето и за одговорноста на членовите на судскиот совет. Да. Добро, пред самиот крај на гостувањето знаеме дека вие бевте активни во Комората за вештачење. Имаше таму доста исто така турбуленции и превирање. Каква е состојбата сега таму? Сега состојбата е во овој момент е нормализирана, комората е воспоставена, знаете, бевме и во работна група за законот за вештачење, комората си функционира, поставени се телата и очекувам да комората во иднина ги даде првите резултати, имајќи предвид дека повеќе од деценија таа комора не функционираше и вештаците беа оставени буквално самите да се борат во еден несреден систем кој што постоеше тогаш во Министерството за правда. Сега се поставуваат темелите, иако тој е сложен процес, тој е тежок процес, но настојуваме да едноставно функционира системот и добро што профункционира под раководство на новиот председател и очекуваме во иднина да следат измени на закон за вештачење, затоа што за предлог законот кој што ние како работна група го освоивме и кој што помина кај работната група, не е предлогот кој што е актуелен, бидејќи тогашното раководство на Министерство за правда и на нашата работна средба, на која што баравме одговор зошто тоа се случило, едноставно добивме одговор дека тие така ценели, дека нашиот предлог е изменет и нема да биде тој предлог кој што цела работна група од 20 на луѓе во време на корона, во време кога со маски одевме на состаноци, го изгласавме, но веруваме дека сега ќе има поголем сенс, затоа што јавноста ги следи сите процеси. Да. Секако така ги следи, ги следиме и ние. Професоре Козарев, ви благодарам за ова гостување. Исто и на вас, се надам дека ќе се гледаме и во иднина и ќе помогнеме да состојбите бидат едноставно подобрени и унапредени. Да, благодарам уште еднаш. Почитувани, останете со нас, одиме со една кратка пауза и продолжуваме со аналитичарот Љуѓен Фарзиси.